Добар ден и добре дојдовте во Зебра. Според официјалните податоци, бројот на пратенички места во Собранието на Република Македонија кој им припаѓа на жените е 30,8%. По минатогодишните локални избори, Македонија доби само 4 жени градоначалнички и повторно 30% советнички. Индексот на родов јас, кој се јавува во било која област од општествениот живот меѓу жените и мажите, а се однесува на учеството, пристапот, правата, хонорарите и придобивките, во Македонија изнесува 0,7, што ја рангира државата на 61-то место од вкупно 135 држави. Токму затоа денеска прашуваме: зошто позицијата на жените во македонското општество не е еднаква со позицијата на мажите? За дискусија на оваа тема поканивме две, би рекла, огнени дами. Тоа се универзитетската професорка Каролина Ристова Астерот, добре дојдовте, и професорката по македонски јазик и литература Тања Алексич. Секако и вие може да се вклучите во дискусијата на оваа тема, хаштагот е #ZebraMK преку Твитер и преку Фејсбук. Професорка, неодамна на вашиот Фејсбук профил јавно се дрзнавте да искритикувате сопствената партиска организација, значи СДСМ, дека промовира мажократија, рековте, во подмладокот и дека не се придржува на принципите на почитување на родовата еднаквост во која што е пионер, како што ја нарековте во промовирањето. Ја ставате ли женската кауза пред партиската? Па ја не мислам дека е прв па дека сум се дрзнала да ја критикувам мојата партија за работи кои што по некои политички протоколи не се само прашање за внатре партиска критика, туку е надворешна. Иако во Македонија за жал пред се од страна на владеачката партија се наметна некој таков стил дека треба да се промовира некоја затвореност, за разлика од СДСМ кој што секогаш имала ваква традиција. Морам да појаснам дека не ја критикував партијата, туку подмладокот, бидејќи навистина кога го дознав податокот, малце со закаснување беше, мислам дека месец дена од кога се конституирало новото раководство, јас дознав преку Фејсбук пријателка дека всушност во највисоките функции на подмладокот има практично нема ни една жена, што многу ми падна крива, бидејќи јас во подмладокот сум од основањето и подмладокот на СДСМ е првата политичка организација во Македонија која што воведе квоти и критериум да се води сметка за тој сега после толку години да имате таков регрес, е навистина неприфатливо. И во партијата не е тоа слушаат, иако и партијата ја обвинувам што не е реагирала до сега да тоа се промени. Кога сме веќе кај политиката, функционираат, ги даваат ли очекуваните резултати оние квоти за жените пратенички и како го објаснувате оној ироничен случај кога токму тие жени гласаат против женски закони или закони кои што ги бранат родовите права на жената? Значи не е дека не даваат резултати или сега прочита некои податоци. Јас да ве потсетам дека во првиот парламентарен состав од 120 имаше само 4 жени. Мислам дека процентуално тоа е 3,3%. Сега за непон период од 20 години ние имаме скок на 30% само заради квотите. Ако одеше спонтано процесот, тоа е многу побавно. Да, но учеството на жените во собранието треба да води кон она што го спомна и Маја, некаква посуптилна, да кажеме, заштита на правата на жените или поттикнување, да кажеме, на поактивна улога на жените во општеството. Не е само за да ги броиме колку се жени во собранието. Се доби впечаток дека тие статираат во еден систем. Така е, меѓутоа, еве сега ќе кажам од аспект на нашо ми е специјално за феминистичките теории за политика. Не е небитно и бројката. Значи може да е и најантифеминистка, жените имаат право да бидат застапени исто толку колку мажите. Значи збориме за представништво, така? Без оглед на политичката ориентација. Имате во политиката многу жени кои што се конзервативни. Значи тука веќе тука треба во однос на политичките ставови да водиме сметка во делот на тоа дека индивидуа во прашање кој што може да има различни политички вредности. Во Америка е тоа најизразено. Ви земете на пример Сара Пелин што беше кандидатка за подпредседател, она имаше многу тврди ставови против абортусот. Значи она дури кажуваше дека иако дознала дека детето што го носи во утробата со Даун синдром дека го родила, до тој степен е кога и со личен пример покажала дека и така, значи
апсолутно не држи тезата, иако е широка кај нас, дека не е небитно да бидат и застапени чисто како принцип, мажи, жени. Вториот момент е, факт е дека истовремено бројката по застапеност, она што идеалната да биде 50-50%, носи и нов квалитет во смисла дека секако жените, бидејќи тргнуваат секој од своето искуство и позиција во општеството, дека многу повеќе ќе дадат таква една женска полова димензија на политиката, односно многу е поголема веројатноста тие самите за себе и за другите жени во општеството да се грижат да бидат застапени во решавањето на политичките прашања или покривање на некои аспекти многу повеќе него тоа што би бил случај со мажите. Но не можеме да секогаш да инсистираме сите жени да бидат условно кажано феминистки во политиката. Какво е вашето искуство во поглед на здружувањето на жените за меѓусебна поддршка и за застапување или за изборување на одредени ставови кои што се заеднички на жените, еве да кажеме валоризацијата на трудот, например. Ова ми инспирира да слушав професорката Астерот и ми личи на женски Крамер против Крамер. Значи ние сами себе се минираме, наместо да сме тука сложни без оглед на што зборуваме. Дали е феминистка или не, или е застапник, или од било која политичка партија или не знам национална определеност или пигментација, да не набројувам, треба да се држиме, затоа што ако не се вложи со труд и со влог, нема добивка, нема никаков напредок. Ќе го чекаме женскиот годо и ќе очајуваме. Полесно ли е да стекнете жени сојузници или мажи сојузници во ова наше општество? Парадоксално ми наликува дека ние жените сами себе немаме емпатија едни кон други, како да не знаеме дека треба да си помогнеме во целата таа работа, а мажите користат момент на наша слабост најверојатно. Може би сме посуетни од мажите или глобално сме луѓе кои не знаеме да почитуваме туга работа и си се навредуваме и со себе. Тоа треба нешто што и во вербалните сексизми во нашето секојдневие често се случува да друга жена критикува со пејоративи, со погредни зборови наместо да ја поддржува. И тоа е проблем кој треба да се реши можеби во воспитно-образовниот процес од најмалите моменти или во семејството се вметне она емоционална интелигенција, значи родителите, ние сите како родители да влијаеме на децата, не ги поделуваме работите на машки и женски. Уште тогаш на детето му се формира еден дека ние сме дека родот е фактички стекнат еден индивидуалитет, дека родот не е пол, ние уште не мешаме пол со род. Значи човекот го стекнува тој свој родов идентитет со тек на времето и преку воспитно-образовниот процес, преку културата, преку следењето на нештата, преку литературата на крајот на краиштата. Точно ли е дека една жена многу полесно може да се дискредитира во јавниот простор во политиката отколку еден маж? Да речеме, ако сакате да елиминирате како политички противник, можете да инсценирате една сексуална афера, која што може да биде комплетно измислена. И дали е тоа всушност Ахиловата пета на секоја амбициозна жена? Ома прво ја. Ајде, професор. Хиерархија. Да, како не. Значи, прво Ахилова пета на општеството, не гледам дека е тоа Ахилова пета на жените. Машките во таа борба на бидејќи да сватиме дека се ако збориме реално, никој не отстапува стекната моќ лесно. Значи жените треба да се изборат за таа моќ во општеството и во тој дел треба да има слога. Она претходно што го зборев е веќе да не можеме ние да им ги негираме индивидуалните политички определувања, но правото дека секој од нив треба да си го каже, ако сака да учествува, да го има. Тоа е исто, знаете, како муабетот за домакинката. Некој ако избрал да биде домакинка или ако избрал нешто што е прашање на клише, например, да оди на мис на избор и така натаму, зашто да биде тоа проблем ако е избор. Значи друго е кога ќе ги терате или ги општествено ги буткате во некои улоги што можеби не ни сакаат. И сега во однос на, значи мажите прво ги користат сите тие наталожени историски предрасуди за да наметнат многу построги критериуми во однос на жените. Ние самите, мислам, градено ни е тоа, ама битен е и квалитетот. Демек за мажите е и битен и квалитетот. За нив се подразбира, така кога се на некоја функција, кај жените не било битно, кога го слушнам тоа, не било битно дали маж или жена, доколку било битно да било квалитетна индивидуа. Како тоа секогаш мажите се квалитетната индивидуа или за мажите тој муабет не го отвараме, туку за жените.
Има голем проблем кај жените, значи самите жени имаат проблем со жени кои што успеале во општеството да се одвојат од она што е просек. Значи тоа има и свесни, подсвесни димензии, просто проектираат својата фрустрација или омраза проектираат на тие што успеале да бидат успешни. Од друга страна, ама другата страна на медаљата е многу често и тие жени кои што влегле во условно кажано машкото друштво не се вртат позади. Значи не се трудат да ги повлечат другите, туку уживаат во ексклузивитетот. Ние сме вака симпатични, ама немаме емпатија, не сме емпатични. Значи не знаеме се солидаризираме. Домакинка спомнавте, па ми дојде на мисла, само не очена, ние домакинките фактички треба да ги кренеме на пиедестал. Таа жена која седи дома и менаџира цел ден со деца. Да направи доручек, ручек, вечера, ужина, да ги однесе децата било каде во општеството, градинка, школа, е за почит. Меѓутоа, таа иста домакин, како сето тоа треба и надвор да го изменаџира и да биде општествено реализирана и продадена некаде на пазарот на трудот, е тука нашата тегобност, особено ние жени на Балканот. Во Швајцарија или Шведска верувам дека не е така поделена работата. Не верувам дека во Швајцарија да прави ајвар како што правиме ние сега гонели јувки да пече на сончева енергија. Меѓутоа, еве, кога спомнуваме веќе, дали во градинка имаме воспитувач, во градинките? Не, имаме воспитувачки со години наназад. Може би децата нема да прифатат маж воспитувач, нели, оно што велиме ние бебиситер ги гледаме по филмовите. Затоа што не навикнале мама да се грижи за нив. Децата учеле порано во градинките песничка мама Меси, тато чита весник. Мама, нели, Месија, тато, и тоа име, нели, на нив престана, матрицата е таа. Понатамо најомилена професија е учителствувањето. Еве, јас сум учителка, имаме професорка. Колку жени имаме во МАНУ? Колку имаме жени академици? Дали имаме една или две? Зошто не оди натаму? Ако имаме масовно учителки во образованието, во просветата, зошто не се застануваш до... Значи, тука е некаде. Тука грешиме, ние немаме нијанса помеѓу емансипација и феминизам, грешиме. Постојано мислиме, имате вие економски, социјални права. Немаме права. Значи, каде е правото на жената да дојде на висока скала во општеството? Немаме жена пример со години наназад. Да не зборам за председател. Колку сме подготвени ние како општество и генерално, еве да кажеме, жените кои што се 50% од популацијата во државата, да гласаме за жена премиер или за жена председател, без оглед од која политичка структура и партија доаѓа, само заради тоа што еве би сметале дека ќе има подобро, ќе биде помека и ќе има подобро разбирање за позицијата на останатите жени во општеството. Дали е зрело општеството за такво нешто? Јас лично мислам дека во Македонија главните проблеми и тоа многу често го кажувам е она, да го парафразирам Маркс, знаете кога збори за работничката класа, вика класа по себе и класа за себе. Значи едната е во ситуација кога вие објективно сте класата, меѓутоа не сте свесни во смисла на кои ви се интересите, вредностите и организациона да се делувате во општеството така. Исто и со жените. Жените во Македонија, за жал, и ова што го спомнав, еве, и пак да се надоврзам на целата ситуација со политичките партии, за СДСМ што го кажав, има толку многу да го пласира, како што тоа го прават споредбено во други земји во политиката. Значи, ако вие правите за некоја таргет група, така, гласачи многу, тоа нели го рекламирате за да ги добиете гласовите. Во Македонија таа динамика не постои, бидејќи условно кажам, не постои политички пазар тоа. Затоа самите жени во Македонија за жал во голема мера не се определуваат за која партија или политика или политички гласа спрема тоа што прави партијата или какви политики или какви вредности проектира во општеството во однос на мене како жена. Значи, сите гледаме што прават за нашите деца, за семејствата, за државата генерално, значи на во просек, меѓутоа многу малце гледаме што прави за нас како жени, нормално секоја од нас со нашите перцепции. Кога тоа лично би станало политичко бедување, што е заеднички именител на сите феминистички бранови наназад, би дошле до тоа. Значи, жената лично треба сама да се бори, да застане за свој став, а не во име на партијата или во име на некој интерес или комерцијално, за да може да се... Ама не, ја не се согласувам например во тој дел, затоа што тоа е она што збориме за организираната борба. Вие мора да развивате свест прво, дека имате некои интереси што ви се како група, како пол во општеството важни. Индивидуално
не можете сами да ја истерате работата. Во Македонија не се дури она се малце нели ги идеме напред назад со прашањата, меѓутоа е навистина све поврзано. Не е проблем толку само формалните права што ги споменавме, туку е многу важно менување на свеста кај жените. Значи тоа е до сега дури тоа е клучно, да ние единствен предизвик сега што го имаме од формално правен аспект е ова со абортусот, со правото, значи со слободата на изборот и второ колку законодавството се применува во пракса. Јас сега скоро правев едно истражување колку ние сме усогласени со сите овие одредби што ги има Европската унија и институционално и во смисла на материјално, нели, содржина на законите, ама совршени ученичиња сме. Значи Македонија и бидејќи беше споредбено истражување во регионот сме први. Знам, Хрватите само во нешто не водат, особено на јазикот, правниот јазик, они имаат веќе полово сензитивизирање. Ама во праксата тоа да се прави е проблем и на свест. Значи се додека жените, односно моќта, политиката, бидејќи вие сакале или не келе, на крајот на денот во демократија, па и во недемократија одлуката на носат тие што имаат власта, односно политичарите и позиција и опозиција. Значи вие дека не создадете ситуација во која што ако не ми ги запазиш интересите како жена, добиваш или губиш гласови на избори, зашто била целата таа битка со векови за правото на глас на жените. Нема да добиете ефективна промена. Кај нас се уште не се добиваат и губат гласови на избори врз база на тоа. Кај женското гласачко тело има, дури ја имам печаток негаш од баш од Facebook дебатите, дека многу повеќе има мажи што се секирани и беа, например, револтирани од некои работи и изјави, отколку скандинавските земји се најдобар пример како се тера. Значи, они тргнаа со квотите долги години, да веќе тоа толку стана прашање на политичка култура, да они веќе немаат квоти. И тоа само покажува дека тоа метод, затоа што кога ќе ја дадете можноста со сите политички ориентации, дали конзервативни жени, дали либерални жени, дали левичарски ориентирани жени да влезат, значи прво како представништво и потоа секој за својата и плюс да се види искуствено дека ако вие дадете на Меркел да ја води Германија, дека Германија нема да пропадне, тоа е многу голема порака до општеството. Ние дури сме смешни каде релативно мала држава со релативно лесно уредување, значи ние не сме федерација, ние сме унитарна држава, сметаме со релативна мала полиција, војска и све што следува со мала државност, ние мислиме дека е толку комплицирано и бара толку големи машки вештини за да се води државата, наспроти едни големи држави кои што ги водат жени. Тоа е, мислам, толку парадоксално резултат. Ќе дадат тие методи, кога кај нас ќе дадат резултат, веројатно подсетува на оној вицот со британецот и тревата, за да механизмот да влезе во оптек. Ама еве вакви дебати требаат, примери требаат, модели на жени требаат. Значи и жените сами што збориме цело време кога ќе каже еве сега ќе може ќе продискутираме. Мене јас све сама како индивидуа, јас ова, јас она. Чекајте. Знаете што кога ја најавивме темата дека ќе ја правиме и кога тоа некако ете го најавивме на социјалните медиуми, но и нашите пријатели што не слушаат, дел од нив ми изреагира, вие жените имате двојни аршини, значи ова и од мажите подеднакво, но и жени, значи се нели како сакате еднаквост апсолутно со мажите, но од друга страна ги прифаќате сите оние бенефиции, така да кажам, од вниманието на мажите. Значи ги прифатите да ви платат вечера, да ви отворат врата на автомобил и така натаму. Значи смеле малку двосмислени. Тоа е прашање на бонтон, на културни навики што мешаат нашите сега. Има некои работи што се прашање на баш на домашно воспитување. Не само има домашно воспитување дека мажот ако ние има правила, знаете што? Добри функции двајцата, зашто јас на пример не би сакала да ми плаќа некој има аспекти во инфериорна позиција, нели? Дека зависам од неговата вечера. Има аспекти на културни, на овие традиции што ја пренесуваме, што се врзани со тие патриархални и патронизирачки, заштитнички
односи, меѓутоа има аспекти на културата кои што многу често се меша, што се поврзани со она основната биологија на луѓето. Јас обично и на студентите им кажам што мислите вие, зошто кога нели по протоколите кога тоне брод, зошто прво жените и децата се ваат, па нели жените имаат предност. И сега апропо да не жените имаат и децата имаат предност, зошто апропо на емисијата како се сеќавате што дискутираме кој е побитен сопстанокот на значи факт е дека во некои протоколи, бонтони и така натаму мажите секогаш ќе имаат заштитнички однос во она најелементарна биолошка смисла. Факт е дека биолошки имаат поголема физичка сила. Од друга страна дека жената е таа која што е поранлива во смисла кога е на пример бремена и така натаму и дека им треба да се штити и во однос на работното законодавство и во однос на некои облици на физички труд поврзан со физички напор, односно што се бара нели таков тип на сила. Сега некои се нормално ова што го спомна Ели, веќе толку демоде и немаат логика, во смисла ако еднакво заработувате, зошто еднаш ти да не частиш, друг пат тој да части, зошто да се смета дека што децата ги добиваат во еден брак презимињата само на таткото, а не и на мајката, не е ли тоа еден рецидив исто од патриархална традиција за која што жените треба да се изборат и да биде променета. Детето припаѓа на двајцата родители. Сакав да ве прашам да ве прашам за еден конкретен случај кој што неодамна ги возбуди феминистките на социјалните медиуми. Тоа е случајот на Вуди Ален во кој што тој е обвинуван од ќерката, посвоената ќерка на претходната сопруга за сексуална злоупотреба. За феминистките, некој тој случај го протолкуваа низ машко-женските односи, за феминистките тоа беше порака дека на жената не може да и се верува, тоа е пораката што ја вергла општеството. А оние на другата страна потврдеа дека жената многу лесно дури ја злоупотребува понекогаш инсценираната позиција на жртва. Може ли, има ли тука стереотипизација, може ли и овој случај да се гледа низ машко-женските односи во таа смисла? Конкретно за овој случај, значи прво тоа не е инцестивна врска, тоа е негова посинета ќерка која била полнолетна кога се случило тоа. Тоа му се случило и на Молиер, големиот Жан Батист Поклен Молиер, но не е никош докажано дали навистина имал врска со својата полуќерка од претходната жена, значи е веќе работа на моралот, прашање на моралот. А тоа што жените, феминистките, кои ние сите ги замислуваме како машкоданки, кратко нели коси кратки со некој голем часовник, повеќе личат на мажи отколку жени, треба секогаш да застанат на страната на женските права, да се борат и да не се маргинализираат работите и да се поделуваат. Тука е проблемот, а и со презимињата, кога веќе спомнавте, и со наследството на машкото дете на синот му останува се. Ќерката е таа што треба да се омажи и донесе чест. Тоа се традиционални норми. Да, да речеме култните филмови Вирџинија и убавините на пороците, па и Нечиста крв на Бора Станковиќ. Јас си влечам на мојата литература, нели тоа ми е територија, не можам политика се мешам. Точно се гледа дека на овие простори дека жената секогаш била маргинализирана и отфрлена. Значи таа го плаќала данокот, да не зборувам, се вратам наназад до средниот век, најголемиот геноцид врз женскиот род со инквизицијата, кога жените биле палени на клада заради својата сексуалност. И сега доаѓаме до момент кога се губи мерката, жената како сака да врати на мажите удари, одеднаш гледаме имаме куп самохрани мајки кои веќе решаваат во банка за сперми да забременат и да си го чуваат детето, што е од една страна и добро за да се одржи нели тоа имање на деца и чување на деца на еден начин кој е надвор од бракот. Сега веројатно црквата може ќе ме скритикува и поповите дека така бракот нема да се заштити, меѓутоа тоа е право на избор и на слобода, така да се менуваат времињата и моралот се менува полека, ама сигурно и воопшто сваќањето на тие женско-машки односи. А многу бираат така да видат затоа што бракот, односно еманципацијата на жените оди понапред него еманципацијата на мажите. И тоа страшно фрустрира. Се просек жените ќе се одлучат да направат некаков компромис. Јас се сеќавам конкретно за името со маж ми, пошто добро е малци комплицирано брак со странски елемент што го викам. А ја меѓутоа му реков ја го давам името, да ме гај ќе се договори. А не викам, ако ти веќе презимето го даш, ја вика го давам. Добро, може ли право на вето? Јок. Значи, барем ја да дам некаков печат во целава работа и иако во принцип треба тоа да се остави на договор, да се вира, тоа е таа традиција што ние најголемите феминистки некои скокови
не можете за некои работи можете наеднаш да ги направите, меѓутоа за некои работи полека мора да ги менувате. Ние во Македонија сум забележала дека има се почесто случаи каде што дури и родителите кога не ја завршиле таа работа, децата ги бира, отпосле си го додаваат и презимето на мајката. Мојата борба ја што сум ја направила конкретно е на пример во документите, наместо да се подразбира или по дефолт, каде што стои име на родител, секој сите да мислат дека треба да стои име на таткото, јас ги ставам и мајка ми и татко ми. И во индекс така ми било и во дипломите. Може ли да го искоментираме овој став, жена што се бори за еднаквост со мажот е неамбициозна жена? Веројатно не... Апсолутно не се согласувам. Не се согласувам, затоа што ете тоа не, каде што лажно се само перцепираме дека немаме дека вредиме повеќе. Не дека вредиме повеќе, мислам секој јас сум од оние што и како феминистка што смета дека секој пол има некои компаративни предности. Тоа е Џон Стюарт Мил многу убаво го има формулирано како реципрочна супериорност. Значи во некои работи било да е како биологија, било како општествена, мажите се подобри и умешноста на тајната на умешноста на успехот на секое општество е да ги извлече од двата пола и да ги убаво да ги избалансира супериорностите во тој. Да не го актуализирате прашањето на дискриминацијата на жената во општеството или да се правите ја не се чувствувам неравноправна, ја може лично не се чувствувам, меѓутоа општеството те перцепира како пол кој што треба да има понизок статус. Или јас лично може да сум од богата семејство, од мокино семејство, ситуирано семејство. Не значи дека не постојат сиромашни. Но не значи дека не постојат жени кои што не мачат со дискриминација. Мене ако не ме тепа мојот супруг, не значи дека и тој проблем на семено насилство врза основа на помало вреднување на женскиот пол не постои во општеството. Значи многу жени сметаат во Македонија за жал дека ако признаете дека сте дискриминирани или дека ние сме шовинистичко општество, дека вие признавате некаква слабост. Таа слабост постои. Дали за 8 март го прифаќате дополнителното екстра внимание кое што го добивате тоа од постојано вашите го зборуваме дека жената треба ученици? 365 дена плюс минус да биде третирана како жена, тоа го зборуваме и за празниците како Свети Трифун или Валентајн, дека вниманието на мажот кон жената треба да е во секојдневието, кога ќе те погледне доволно тие. Ако е погледот пон со љубов, а оние фарси, кафеани во кои обично мажите уживаат за 8 март, не ние, нели? Они седат пијат, ние као не изнеле. Мажите е малку така дегутантно за разговор, вербални сексизми, сакав ушто да го додам, многу присутни. Гледаме дека професиите во женска именка ги немаме, иако можеби ги немаме во англискиот, францускиот јазик, немаме термин за гинеколог, немаме термин за војник, женски нели војник, сето тоа прави, меѓутоа тоа толку не е проблем колку прашање на неверството, преска ми излета мислата со Вуди Ален, женското неверство е секогаш пострашно тешко како железо, за разлика од машкото кој е лесно како стакло, големиот толстој војна каренина, неверството, нели? И жените кога се неверни, тие се со погрдни имиња, мажите се мачо, тие се нели секогаш простливо. Така? Па веројатно затоа што е тоа прифатено како традиција, матриксот на... Не, ама традицијата е поврзана повторно со фактот дека мажот на тој начин, ако жената има иста сексуална слобода, не може да контролира татковството. И сега тоа со новите технологии се малце се депласира. Меѓутоа традиција, па не, затоа што можете после откривањето и на не, ова што е беби пилулите, контрацепциите, има сосема поинаква димензија таа работа во однос на минатото, кога ужива во сексот, не да биде само репродуктивен орган и тоа нели беше тоа се наметнувало токму за да се контролира татковството, а тогаш наследното право било многу поразлично. А за 8 март исто многу сме строги, само ше да го кажам, прво сите празници, значи во пазарна економија сите празници имаат комерцијален аспект. Па треба некој бизнис да сврти. И нормално е дека измислено да ако на пример кога ќе дојде 8 март и Валентин, зашто цвеќарите се живи престрекни. Бизнисот тогаш многу функционира. Значи тоа е еден аспект, а другото е 8 март нема врска со тоа секој ден внимание. Има врска со конкретни историски настани. Тоа е
празник кој што значи комеморација и викање фала На на Клара сите тие Цеткин и на жени, Роза Луксембург. не на тие две. Има Што мал ни милион пропастија. пред нив кои што се бореле и лежеле по затвори за правото на Мадам глас. Дестар, Така да ич не ми ова треба е. никој да ме гледа. А ја мислам на дека 8 се март. пропастија ти, Да. што го Не, гледа да тоа. со љубов да ме гледа на 8 Полно март. Треба да ме гледа носталгија да ни со почит напочине. на 8 март и сите деца, а заради тоа да ги учи века 8 март не е празник на мајката, туку е празник на правата на борец. жените. Се надевам дадовме мал придонес кон женската кауза со И тоа не е за 8 март. И не е за 8 март. Ви благодарам што бевте гости во Зебра, ви благодариме што не следевте. Поздрав.